колку изнесува додаток за деца во Канада. Прво, за да имате право за тој додаток, треба секоја година до крај на април да поднесете извештај за тоа колку сте заработиле во текот на целата година. И врз основ на тоа ви пресметуваат колку ви следи додаток за децата. Најмногу што може да се добие за дете до 6 години е околу 600 и нешто долари, а за деца од 7 до, мислам беше 17 години, е околу 500 и нешто долари. Колку повеќе пријавувате за работка во текот на годината, толку помалку пари добивате за децата. Ние како имигранти право за додаток имаме од кога ќе поминат 18 месеци од денот кога сме дошле во Канада, или кога ќе добиеме PR. PR е Permanent Resident Status. Кога го добивате PR-от, ви се менува тој матичен број и веќе имате право да поднесете за додаток за деца. Постапката трае неколку месеци и кога ќе го одобрат додатокот, ве исплаќаат првиот пат за сето време што поминало од денот кога сте добиле PR или кога сте ги направиле тие 18 месеци. Новата пресметка која што ќе ја добиете од кога ќе ви бидат прегледани сите такси израчунати, почнува да важи од 1 јули до следниот јули. Имате, си правите профил на ЦРА, нешто во стилот на УЈП, и таму кога ќе отворите ви стојат точните датуми, точните износи што треба да ги добиете на тие датуми за децата. Доколку имате дете со попреченост, покрај основниот додаток за деца, ви следи и додаток за деца со попреченост. Тоа е нешто сосема друго и плюс од стандардниот додаток за деца. Значи, главниот услов за да ви биде одобрен додаток за дете, и да проверите дали имате право на уште 2 поврати од државата, е да си поднесувате такси секоја година. Пожелно е да биде на време, тоа значи до крај на април, меѓутоа не е страшно и ако биде и после април и после рокот. Целата разлика е што може само да почнете да ги добивате за доцнето, значи не од јули, него од август, од септември да почнете да ги добивате исплатите за децата. Доколку сакате, можете да си пресметате и сами колку ви следи додаток за деца од следната година, например, со тоа што на страната на ЦРА има калкулатор каде што треба да знаете што треба да внесете и на тој начин ќе се внесуваат и децата, нели, години, колку години имаат и така натаму, и на тој начин ќе си пресметате колку ви следи додаток за деца.